Колку ние како родители сме свесни? Колку пати сме се запрашале дали сме добар родител и дали го вадиме најдоброто од себе за воспитување на своите деца? Токму на оваа тема и многу повеќе прашања ќе се одговорат на конференцијата Свесно родителство, која што е во организација на Катерина Љамова Богоевски, која што токму ова утро ќе ни одговори многу повеќе прашања за тоа што е свесно родителство, но и што ќе сочинува конференцијата која што ќе се одржи овој септември. Кате, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и на тебе. Ти благодарам многу за поканата. Многу ми е мило што можам да зборувам со тебе на оваа многу интересна и важна тема. И да, како што кажа, конференцијата за свесно родителство е настан на кој што ние ќе зборуваме повеќе за тоа што значи да се биде свесен родител. Насочени сме конкретно на родителите кои што забележале дека нешто не е окей во сите оние традиционални начини на воспитување, кои што забележале дека не се чувствуваат окей да ги казнуваат, да ги удираат децата, да користат уцени. И се запрашале некогаш дали е ова навистина правиот начин јас да го воспитувам моето дете. Јас на токму тие родители сум насочена кои што сватиле дека не е баш тоа најдобриот начин. И со оваа конференција сакам да им помогнам да сватат дека има и друг начин, дека постои, а тоа е свесното родителство, односно свртување пред се кон себе си, насочување на светлото кон нас, родителите, запознавање на самите себе си, поминување целосно низ нашите трауми, станување свесни за нас самите, како нашето однесување целокупно се одразува врз развојот на детето и неговата емоционална состојба. И едноставно со станување на посвесен за самиот себе, ние ќе почнеме да ги водиме нашите деца со пример. Не треба буквално ништо посебно да правиме. Кога ние сме само свесни доволно, ги водиме нашите деца со пример. Да, но колку еве често верувам дека и тебе ти поставуваат прашања, родителите се обраќаат до тебе затоа што сепак нели се работи за втора конференција, веќе навлезана се нели во ова свесно родителство. Дали сум јас добриот родител? Дали јас на најдобар начин го воспитувам своето дете и како да бидам можеби подобар родител и дали можеби пријателката, комшијата или сестра ми е подобар родител од мене? Па да си го постави некој ова прашање, дефинитивно значи дека веќе е на добар пат, затоа што тој што е свесен родител се преиспитува себе си, дали јас сум окей, дали ова што го праваме добро и веќе почнува да изнаоѓа некои начини да се распрашува, да чита, да се едуцира. Оние кои што никогаш не си го поставиле тоа прашање, тие треба да бидат загрижени, а не овие другиве. А тоа дали комшијата, сестрата, тетката и така натака е подобар родител од мене или не, па мислам дека не би требало да се споредуваме и знам колку влијанието од околината е важно и колку е тешко да се справиме со него. Меѓутоа во ситуации каде што имаме такво влијание, треба едноставно да застанеме на момент и да си кажеме што во овој момент е најдобро за моето дете. Значи не да ги слушам некој случаен минувач, некоја тетка на каса во маркет, обично тоа се случува така во некои непредвидени ситуации. Туку исклучиво да се слушнам себе, што мислам дека во овој момент е најдобро јас да направам за моето дете. И тоа не само во моментот, туку да гледам долгорочно дали тоа ќе биде најдобро. Можам со примерова да ви го објаснам. На пример, моето дете во маркет сака, не знам, чоколадо и вреска на каса. И тетката на каса ќе се сожали и ќе рече па јас ќе му го поклонам. А како родител вие треба да поставите здрава граница, тоа е свесен родител, затоа што долгорочно тоа ништо нема да постигнете ако вашата граница ја погазите во тој момент. Едноставно детето ќе знае дека со врескање со солзи ќе добие се понатака. Треба да застанете зад својата граница и да кажете благодарам, меѓутоа нема да го земеме чоколадцето. Денеска не се договоривме дека ќе купуваме чоколадце и си продолжувате со денот. Едноставно знам дека тоа е многу тешко, кога доаѓаат сите тие влијанија од страна, да застанеме за тоа ние што го поставуваме како граница и да се поставиме како свесен родител во тој момент. Меѓутоа е можно и сакам да знаете дека јас се чувствувам во тие моменти непријатно и мене ми е што ќе кажат сите од страна, дали ќе помислат дека сум јас лоша мајка ако моето дете е вреска на каса, дали ќе биде подобро ако јас му дадам нешто благо и тоа се смири во секундата.
Меѓутоа, тоа не е свесно родителство. Свесно родителство е она спротивното. Каде живееме во такво општество каде што навистина многу се слуша и се дофрлува од страна и се мешаат во родителството. Многу луѓе, како што споменати, дури и случајни минувачи, имаат храброст да придат и да им коментираат на родителите како треба и да се чува детето или како треба да се воспитува, или ако касне едно чоколадо дека ништо нема да му биде. Многу често ги слушаме и коментарите: епа вие како сте растеле, како вас ве изгледавме, како сте пораснале вие со оние некои стари норми кои што важеле во некое друго време. Како да се тргнеме од тие норми кои што некако се провлекуваат се уште до ден денес? Па јас би кажала дека нашите родители не воспитувале за време кое што повеќе не постои. Како што се менува светот, така мораме да ги менуваме и начините на родителување. Но исто така и треба да се каже и важно е, и знам дека ова нема да биде најпријатно за слушање, меѓутоа ние што растеме во денешно време, што сме родители, не сме баш... Замислете колку би можеле да бидеме како личности поуспешни, посреќни, постварени, доколку нашите родители користеле малку подруги методи на родителување. Јас не велам дека нешто нас ни фали и ни е погрешно. Не ни фали, меѓутоа замислете какви би биле кога би имале малку поинакво искуство. За она што сите од страна дофајлуваат, најубаво е да се работи на тоа да се зацврсне нашата интуиција како родител, а интуицијата како се зајакнува со едукација. Едукацијата ги проширува нашите перцепции, ја проширува нашата перспектива. Знаеме дека постојат и други начини како може едно исто нешто да се направи и како можеме да стигнеме до една долгорочна цел, но на поинаков начин. Така можеме да останеме имуни на сите тие надворешни влијанија од сите околу нас. Да, токму на овие прашања, односно темата и на конференцијата во септември ќе биде токму свесно родителство, каде што ти си основач и организатор, па што поточно ќе може да се слушне во кратки црти она што ќе биде дел од тие неколку дена на конференцијата? Па конференцијата за свесно родителство е настан кој што оваа година втор пат го одржуваме, како што кажа. Лани имавме 12 предавачи на конференцијата, оваа година решивме да додадеме поголема вредност и ќе имаме 15 предавачи. Оваа година имаме и своја платформа, тоа е родителство.мк. На платформата се представени во детали сите предавачи, јас само накратко ќе кажам кои теми ги покриваме. Значи, имаме теми од меѓуврсничко насилство, социјални медиуми и безбедност за деца, поставување граници со поширокото семејство и со светот, како да се биде свесен родител тргнувајќи од себе, како да се постигне соработка со детето, како се развива детскиот мозок. Имаме и предавање за родители на дечиња со посебни потреби. Тоа е посебно предавање на конференцијата кое што лани на вистина многу од родителите го побараа. Потоа имаме за како да зборуваме со нашите деца за финанси. И можете да забележите дека таа конференција наша опфаќа толку голема област на теми што ќе има за секоја возраст на дете, односно за секоја возраст на родител на дете. Така што ги поканувам сите да си отворат на родителство.мк да си разгледаат дали некоја темите им паќе око. Секој ден ќе имаме по 3 предавања, ќе се одржуваат од 18 до 22 часот и сите се целосно онлайн. Прво одат во живо, а сите снимки ги зачувуваме на платформата и секој од учесниците со пристапување кон својот кориснички профил можат да си ги гледаат во свое време и со свое темпо сите предавања и остануваат за секогаш за нив. Ќе ни откриеш ли кои ќе бидат дел од предавачите на конференцијата, од кого ќе можат да слушнат, да научат, па подоцна и да практикуваат родителите на своите деца за свесното родителство? Да, па можам да откриам неколку од едукаторите. Например, психолог Елена Джебар, детски психолог Кристина Стефановска, тренер за личен развој и НЛП тренер Ана,
Ана исто така е автор на книгата Благодарам, Ана Салтирова Давидовски. Тренер за родители на дечиња со посебни потреби и трансформацијски тренер Маја Стојчевски. Собственик на мал бизнис и мајка Моника Зец. Ангела Срезовска Гонзавлес, едукатор за родители, и да не ги набројувам сега сите и да не ми се налутат тие што не ги спомнав, ама има од стварно многу области едукатори за родители и ќе биде опфатено баш многу, ќе добијат голема вредност и дефинитивно тие што беа лани потврдуваат дека е едно трансформирачко искуство за секој родител. Да, Ката, ти благодарам за одвоеното време. Ти посакувам да имате уште многу успешни конференции на оваа тема за која што и тоа како треба да се зборува допрва нели во нашево општество, и верувам дека голем дел од родителите ќе се пријават и дека потоа ќе го применуваат нели тоа што ќе го слушнат и ќе го научат од предавачите кои што и едукаторите кои што ќе бидат дел од оваа конференција. Се согласувам со тебе и многу ти благодарам за ова гостување.